Желбите едно, реалноста сосем друго. Корупцијата црна дамка врз амбициите на Македонија за брза евроинтеграција и покрај променетото име. Во октомври нашата држава не го доби посакуваниот датум за старт на преговори со Европската унија. Иако власта ветуваше дека договорот со Грција ќе значи датум, европските велесили порачаа дека треба да се работи на реформи во повеќе сегменти, меѓу кои еден од најважните корупцијата. Познавачите велат дека кај владата постои барем декларативна волја за борба со корупцијата, но изостануваат резултатите. Сите сме сведоци дека на дневно ниво ни го нарушува и вкупниот наш дигнитет, и вкупната наша работа, и генерално, конечно, проблемите со меѓународните наши интеграции, приемот во Европската унија и така натаму. Корупцијата во сите тие сегменти има и како сериозна причина е зошто ние не можеме така брзо да влеземе во современиот свет. Дека корупцијата представува сериозен проблем, велат од Хелсинскиот комитет. Според нив, борбата со овој проблем во Македонија не дава задоволителни резултати. И покрај зголемената проактивност на антикорупцијската комисија, вклучувајќи функционери на високо ниво, корупцијата е распространета во многу области и останува еден од најсериозните проблеми во државата. И покрај критиките, премиерот Заев вели кај нив постоела сериозна политичка волја за борба со корупцијата. Бројки за тоа колку сме корумпирани не објавуваат, но Заев во оваа прилика реши уште еднаш да го спомене ветингот во правосудството. Затоа е важно да започне постапка на проверка на имотот на судиите и обвинителите, колку може поскоро. Важно е се утврдат конфликтите на интереси и во правосудството. Поради извештајот на Обединетите нации, речиси 11% од граѓаните на возраст од 18 до 64 години во Македонија имале искуство со подкуп на јавен службеник. Според бројките, подкупот во форма на пари е речиси половина, односно 45% од сите форми на мито.